По 2 години пауза, повторно се организира традиционалната тортијада во Струмица, оваа сабота во хотел Вила Парк. По тој повод разговараме со госпоѓа Дивна Трајковиќ, која што е член на Сдруженијето Мобилност, но и еден од виновниците оваа тортијада по 2 години пауза повторно да заживее и да ги собере на едно место лицата со телесен инвалидитет од цела држава. Пред се да ми кажете, госпоѓа Трајковиќ, дали има возбуда со оглед дека по 2 години пауза повторно ќе има една од најсимпатичните манифестации на кои што има и дружење, и надпреварување и забава. Добар ден на сите. Па да, после 2 години пауза, се знае заради епидемијата од COVID-19, повторно продолжуваме со нашата традиција, тортијада, 23-та поред. Се разбира дека има возбуда, како ќе биде и што ќе биде, но се надевам дека ќе биде добро. И оваа година се трудиме малку тортијадата да добие малку, како да кажем, по-урбан. Да биде како по-урбан настан, да биде со ново руво, забавен дел, па ќе видиме како ќе биде. Може ли да откриеме од прилика како треба да тече вечерта, некои навестување за она што е предвидено? Па, ќе има музички и забавен дел, повеќе не откриваме, да биде изненадување, значи да имаме повеќе посетители и гости, па кој сака нека повели и ќе видат за што се работи. Мислам дека ќе биде многу интересно, за прв пат на вистина, така направено со забавен дел, музички дел, ревијален дел со тортите, сите здруженја учесници ќе ги представат своите торти од градовите, па се надевам дека ќе биде се во ред. Колку учесници има? Дали е потврдено учеството на сите здруженија, на сите членови и од прилика за каква бројка станува збор? Да, значи 10 града, со Струмица ги се 10 општински здруженја, 2 во последен момент ни откажа, учествуваат традиционално секоја година, но оваа година откажа од оправдани причини, значи 10 здруженија или 20 учеснички на тортијадата. Да. Зошто е особено важна тортијадата, одржувањето, чувањето на таа и негување на таа традиција? Јас мислам дека тортијадата е важна затоа што покажуваме на луѓето дека ете и ние можеме да се вклопиме во секој дел од животот. Значи и ние сме домаќинки, и ние сме работници, и ние сме и кај нас има интелектуалци луѓе, значи способни сме како, ајде да кажем под наводници, другите нормални луѓе, се што прават во животот, можеме и ние тоа да го правиме. Сметате ли дека ваквите настани обезбедуваат и поголема видливост и упатуваат порака до општеството? Да. И мислам дека работите бавно, но полека се почнуваат да се менат кај нас. Најпрво мислам дека почнува да се јавува свеста кај луѓето, дека и ние постоиме, дека и ние сме дел од ова општество, од овој град. Бавно, ама би рекла дека се помрднуваат од мртва точка. Ви благодарам и се надевам дека ќе имате успешен настан во сабота. На тортијадата.